Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Во вечерашното издание ќе видите две интервјуа. Првото со министерката за правда Рената Дескоска, а второто со Ирена Данаилова Фрчковска, адвокатка на Катица Јанева. Двата разговора се на комплементарни теми за преговорите за нов закон за јавно обвинителство, истрагата за случајот Рекет, вмешаноста на Катица Јанева, протекувањето документи од истрагата, непотизмот во СЈО. Лично сте разочарана од Катица Јанева? Сум. Значи, искрено кажувам сум. Се чувствувате непријатно поради вашите лични контакти со Бојан Јовановски? Значи, моите лични контакти со Бојан Јовановски не постојат. Единствено сум била на два настани кои што биле организирани од Еден ТВ. Не може да се поистоветат снимките кои што специјалното јавно обвинителство ги третираше како докази и овие, па бидејќи легалитет на снимките од нелегалното прислушкување беа озаконети со законот за специјално обвинителство. А овие докази се третираат како докази кои се прибавени на незаконит начин и како такви треба да бидат издвоени во постапката. Останете налсад, со интервјуата се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Опозицијата го оспорува трансферот на предметите на СЈО во редовното обвинителство. Преговорите за нов закон за јавно обвинителство засега не ветуваат договор, а времето до состаноците на Европската унија на кои ќе се носи одлука за евентуален почеток на преговори со Северна Македонија истекува. Ова заедно со обвинувањата кои деновиве стигнуваат од ВМРО ДПМН за непотизам во СЈО, барањето на опозицијата за формирање анкетна комисија и писмата од опозицијата до амбасадорите за законот за Академијата за суди и обвинители се рамката за вечерашниот разговор со министерката за правда Рената Дескоска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Моето прво прашање би било колку се безбедни прислушуваните материјали кои што останаа во специјалното јавно обвинителство. Таму сега нема ни шеф, формално нема ни обвинители. Значи, материјалите, мислам дека не е нарушена безбедноста од аспект на тоа колку беа безбедни пред тоа, колку се безбедни сега. Луѓето кои што работат се таму, јавниот обвинител републичкиот си ја превзема надлежноста, така што тој ја има формално грижата за тие материјали во истиот сеф како што стојат и сега. Значи, мислам дека од тој аспект не треба да имаме стравување. Значи, ако случајно има некакви злоупотреби, одговорноста е објективно кај јавниот обвинител на Република Северна Македонија. Материјалите се предаваат таму, предметите одат таму, така што мислам дека не би требало да имаме стравување. Што мислите за тоа што обвинителите кои што доскоро работеа во специјалното јавно обвинителство беа распоредени или вратени во своите матични обвинителства, онаму од каде што дојда во специјалното јавно обвинителство, иако формално се распоредени, да речеме, една обвинителка во Радовишкото обвинителство, неколку мина други во Скопското, една во Гостиварското, имаме во Кумановското обвинителство, на работа одат во истата зграда во која што се уште постои таа институција, да, но таму нема ни шеф, а ни тие веќе не се обвинители во СЈО. Значи, јавното обвинителство кај нас е поставено хиерархиски, како што е поставено и секаде. Согласно постојниот закон за јавно обвинителство, тоа не беше сменето ниту во предлозите кои што ги пуштивме во собрание, да јавниот обвинител републички има право да делегира предмети на конкретни јавни обвинители. Тоа не е нешто што тој прв пат го прави, значи тоа се случувало и во минатото, додека бил и републички обвинител Зврлевски и во други случаи, така што тие ги водат предметите по доделување од страна на републичкиот обвинител. Апсолутно тоа не е зграда која што припаѓа на друга институција надвор од обвинителскиот систем, така што прашање на полесно вршење на функции, попрагматично тоа каде ќе бидат тие сместени во моментот кога треба секојдневно да застапуваат пред судот во Скопје. Не сметате дека сепак има дилеми, правни дилеми во таа смисла? Зошто сепак таму одат на работа? Зградата е во чија собственост? На СЈО или на службата за општи заеднички работи? Јас колку што знам, тоа е зграда која што е доделена на специјалното јавно обвинителство, значи на орган во рамките на јавното обвинителство. Така што
Тоа е зграда во која што се сместени обвинители, во која што се наоѓаат предметите формално, материјалите, така што од тој аспект не станува збор за правно прашање, туку дека е нешто спорно од правен аспект, туку од практичен аспект е веројатно одлучил обвинителот на тој начин да продолжат работите и тоа е апсолутно ирелевантно. Значи, може би ќе беше поедноставно ако Советот на јавни обвинители решеше да именува вршител на должноста, специјален јавен обвинител, но во една своја изјава, ноќта кога ја разрешуваа Катица Јанева од позицијата специјален јавен обвинител, председателот на Советот Ацо Колевски рече во Советот сметаат, или мнозинството во Советот смета дека нема услови за именување ВД шеф. Вие предходно, а и предходниот председател на Советот даваше изјави дека според него има законски основи за именување ВД шеф, откако на Катица Јанева ќе и престане мандатот. Гледате дека има различни ставови, со оглед на тоа што ние бевме свесни за различните ставови кои што постојат, дали ќе може врз основа на постојната рамка да се именува ВД шеф на специјалното јавно обвинителство или не. Излеговме со идејата доколку мнозинството членови сметаат дека тоа е невозможно, да се направат и измени во Законот за совет на обвинители кои што не помина, што го нарекувавме план Б. Така што во тој дел мислам дека сега е веќе ирелевантно да разговараме за поставување ВД шеф, ако мнозинството членови сметаат дека нема да се именува, тогаш опцијата не е ни толку релевантна, имајќи во предвид дека веќе надлежностите, предметите се префрлени во Републичкото обвинителство. Кој ќе потпише за плати на луѓето вработени во СЈО? Во делот за платите, значи изготвивме законски измени на Законот за јавно-обвинителски службеници. Кога се формираше специјалното јавно обвинителство, се додаде нова глава во Законот за јавно-обвинителски службеници, кој што го регулира статусот и правата на овие лица. Значи ставивме во овие измени кои што јас очекувам штом ќе помине буџетската расправа во собранието, дека собранието ќе смогна сили да го регулира ова прашање, ставивме одредба дека покрај специјалниот јавен обвинител, доколку не е избран специјален обвинител, јавниот републичкиот обвинител одлучува за статусните права, за другите права на овие вработени. Не е на сила, но тоа е период кој што треба да се преброди за да се донесе законот. Но први нема плата за овие луѓе. Ќе видиме како тоа ќе се го регулираат во рамките на обвинителството. Јас не знам дали се останати потписници на овластување за потписи на лица кои што се внатре вработени. Знам дека имавме ситуација кога немаше министри во одредени ситуации, лица кои што црпеа овластување од претходните министри ги потпишуваа. Значи си постоја лица кои што има овластување да ги потпишуваат документите и тоа се случуваше во Министерството за здравство, кога немаше министер одреден период во Министерството за финансии, така што од тој аспект јас не знам точно дали има некои овластувања останати кои што може да бидат искористени, кои до сега бевте ли свесни за тој список на вработувања по роднински врски кои што деновиве го објави опозицијата, станува збор за вработувања во специјалното јавно обвинителство? Очигледно дека станува збор за блиски врски и релации на луѓе вработени таму. Не видов дека некој го проверуваше списокот, но од тоа што малку го знаеме, веројатно станува збор за кредибилна информација. Значи, дел од таа информација е невистината и веќе се демантираше. Значи, беше спомнат Игор Милев дека негов син работи во СЈО, тој воопшто нема син. Ме спомна мене дека маш на некоја моја братучетка бил вработен во СЈО и јас ви кажувам дека тој не е вработен во СЈО, тоа е лице кое што е вработено во Министерството за внатрешни работи, кое што прима плата од Министерството за внатрешни работи, кое што е вработено таму што јас кога сум била студентка. Ниту сум имала можност да влијам на неговото вработување во Министерството за внатрешни или не. И си го поставив прашањето дали вреди тоа да го објаснувам и да го демантирам заради тоа што некое лице што по случајна основа е оженет со некоја моја братучетка, па го вадат. Значи, има случаи кои што апсолутно самите по себе се демантираат дека се невистините. Дали некој е додален на привремено да врши истражителски дејности или не, тоа не е вработување во СЈО, како што има истражители од други разни институции. Дел од информациите за одредени лица
имаш информации предходно дека се вработени лица кои што се, не знам, деца на суди и обвинители, но тоа не е ситуација само и во СЈО. Значи, често пати во минатото ние размислувавме и разговаравме има ли начин да спречиме влез во професијата на деца, да речеме и во други обвинителства, ќе видите деца на обвинители работат во тоа обвинителство. Мојот став е дека треба да бараме начин. Знам дека и во минатото, во претходната влада се размислуваше и се става одредби кои што потоа беа прогласувани дека се неуставни, дека не може да ограничите, да речеме, деца на адвокати, дека не може да речеме деца на адвокат да биде обвинител или да биде судија таму каде што родителот застапува и слично. Значи, тоа се опции кои што се проблематични. Јас навистина ќе бидам многу среќна и задоволна доколку Државната комисија за спречување на корупција по одобрен глас или по пријава ги истражи овие случаи. Видовме дека во минатото, кога имаше обвинување за непотистичко вработување, Државната комисија за спречување на корупција излезе со многу релевантни одлуки, врз основа на тие одлуки одредени лица и ги загубија своите вработувања. Така што би била многу среќна доколку и во овој случај имаме правна завршница да се докаже по кој пат тие деца се вработени, тие лица се вработени, дали се на објективни основи или пак заради роднинска врска со некој од постојните обвинители или судии во некој случај. Денуваме актуелно уште едно барање на опозицијата за формирање основање анкетна комисија во Собранието, која што би проверила на каков начин е потрошен буџетот, на специјалното јавно обвинителство. Тие зборуваат за сума од околу 15 на милиони евра за изминатите 4 години. Факт е дека СЈО имаше голем буџет. Последно е дека Талат Џафери им го вратил барањето со објаснување дека е несоодветно на некаква форма која што треба да ја исполни според деловникот, но опозицијата толкува дека власта се плаши од тоа пратениците да имаат увид за начинот на кој што се трошени парите во специјалното јавно обвинителство. Иако не сте дел од парламентот, имате став за ова прашање? Значи, јас го видов, бидејќи беше објавено јавно во медиумите тоа барање за анкетна комисија, и тоа барање содржи неколку основи. Само еден аспект представува финансиското работење. Тука постои барање за утврдување на постапки кои што се водени. Значи, тука Собранието бара со предлогот на таа анкетна комисија да се испитуваат јавно обвинителски постапки кои што се водени, што е надвор од мандатот на Собранието. Понатаму бараат и да се утврдува како беше последното, како одговорност нешто на јавните обвинители, кои што веќе не се јавни обвинители, така што целото барање е апсолутно конфузно и е депласирано. Вие анкетна комисија формирате за да испитате постоење на основи за одговорност на носител на одредена функција. Која одговорност и на чија одговорност тие сега би разгледувале? Катица Јанева е целосно разрешена, не само од обвинител на специјалното обвинителство, туку и генерално општо од обвинител и во Гевгелијата не може да се врати. Значи немате обвинител за кој што би можеле вие да расправате за чија одговорност. Инаку сметам дека апсолутно јавноста има право да знае и затоа беше ставена во законот обврска специјалното јавно обвинителство да реферира и да го известува Собранието. И тоа го правеше. Јас се сеќавам во оној мандат. Опозицијата е незадоволна од деталноста на тие извештаи. Значи, кога имаше една година кога јас бев во Собранието тогаш пратеник, се водеше дебата од неколку дена за тој извештај и знам дека манипулацијата беше направена во рамките на парламентарната комисија. Во исто време беа пратени извештајот за работењето од Зврлевски во тоа време и од Катица Јанева. Извештајот на Зврлевски никогаш не дојде на дневен ред, што е апсолутно недопуштливо. За нејзиниот извештај се дебатираше неколку дена детално и тоа не детално со факти, туку тогаш беше повеќе со навреди, со тензија, но тоа е веќе во рамките на парламентарната култура. Без оглед дали детално или не парламентот расправал, сметам дека има простор државните органи кои што се надлежни за финансиското работење на сите институции да си ги спроведат своите надлежности во специјалното јавно обвинителство. Значи постои Државен завод за ревизија,
на кој што до сега никој не му забележал во објективноста на извештаите. Ние гледаме дека постојано излегуваат извештаи од Државен завод за ревизија за кои што се критикуваат определени активности кои што биле превземани во различни институции, во различни министерства, така што од тој аспект мислам дека е сосема соодветно и тие да Во тексте кога веќе го спомнавте влезат. Државниот завод за ревизија, имате проблем таму со раководството, наводно наскоро и на заменикот му истекува мандатот, а не сте успеале да се договорите за тоа кој ќе раководи таа институција. Јас не се сеќавам дали Државен завод за ревизија е институција чишто раководител се избира преку собранието или не. Ако е преку собранието, тогаш морам да кажам дека имаме сериозен проблем во комисијата за избори и именувања, која што ја раководи член од опозицијата, што е апсолутно вон сите стандарди во парламентарните држави, кој што целосно ја блокираше комисијата и на некој начин ние сега имаме блокада во клучни институции, не може да се именуваат лица заради тоа што некој има волја да кочи одредени процеси. Освен за државната ревизија, има за друг орган работа во СЈО, на планот на финансиското работење? Доколку се утврда дека постојат нерегуларности, тука можат сите други институции да влезат, почнувајќи од финансиска полиција до јавното обвинителство ако има финансиски криминал, тука апсолутно има можности за... Опозицијата го спори трансферот на предметите, прашуваат зошто при дописите пишувани на рака од Катица Јанева во затворот во Шутово Ризари немало присутен нотар и тоа е основата по која што се спори предавањето на предметите. Тоа за прашањето за присуство на нотар е најсмешниот аргумент кој што сум го слушнала, заради тоа што во Законот за јавно обвинителство многу јасно стои дека кога се нигдека нема барање дека кога се предават, кога се дава согласноста за превземање на предмети, дека е потребно присуство на нотар. Значи дали нотар бил присутен кога Катица Јанева го побарала предметот Империја, на пример од организиран криминал обвинителството. Дали со нотарски прашањето е како се сигурни дека тоа е навистина писмо напишано од Јанева и потпишано значи, од неа? Ние не слушнавме демант. Катица Јанева има адвокат, еве ќе ви биде и таа гостин, со кој што комуницира секојдневно, веројатно, значи по судски постапки. Таа преку адвокатката, преку било кој може да прати абер и да каже не е тоа мој подпис, јас не сум го напишала писмото. И плюс тие писма што излегуваат од суд не се шверцувани од адвокатите на обвинетите, туку тие писма излегуваат, односно од притвор кога излегуваат, тие излегуваат по утврдена законска постапка, значи одат преку судија. Така што мислам дека варањето на нотар да биде заверено некој допис е апсолутно дури смешен. Има многу ситуации, вие и со обвинители може да разговарате, кога во притвор директори потпишуваат многу акти кои што излегуваат од тој притвор по законски утврдена постапка. Плати им потпишуваат на вработени други документи, така што Но велат дека во тие ситуации влегуваат нотари. Кога треба, кога за некој документ е потребно нотарска заверка, се влегува, ама за плата да се потпише не влегува нотар или за некој документ кај што не треба. Значи законот нигде не бара нотар да биде, мислам, така што тоа е. Добро. Се чини дека откако се случи трансферот на предметите, спласна некако ентузијазмот и во преговорите за нов закон за јавно обвинителство. Дали вие сметате дека е апсолвирано веќе воопшто прашањето да се бара некакво решение за тоа како ќе изгледа новата структура на јавното обвинителство? Значи, ако ја гледате хронологијата на преговорите, во кој што јас бев од првиот почеток кога го пуштивме првиот закон во собрание, можевме да почувствуваме дека ние од другата страна, од страната на опозицијата, немавме ангажиран преговарач. Имавме преговарач кој што беше тука само да го купи времето до 15 септември. На кого мислите? На Милошовски или на Менкиновски? Значи, генерално, не, јас зборувам како нивен партиски став. Значи, нивната целокупно однесување беше купување на време до 15 септември, кога очекуваа дека ќе нема специјален јавен обвинител, предметите ќе останат во СЈО, ќе бидат замрзнати и цела година ќе биде статус кво, ќе течат рокови за застареност и нема да има постапување. И тоа можеше многу лесно да се види. Ние пративме прв законски предлог во собранието и врз основа на тој законски предлог седнавме да разговараме. ВМРО ДПМН излезе со амандмани. Значи, ние кога се обидовме да им усвоиме, веројатно околу 80% од тие амандмани, кои што често пати
ги усвоивме заради тоа што знаевме дека мора да водиме сметка за црвената линија, тоа е да не дозволиме амнестирање на случаите на СЈО, но од друга страна во други аспекти можеме да им се доближиме со цел да ја задржиме клучната цел која што беше ставена во стратегијата и беше ставена во сите разговори со Европската унија како клучна цел која што мора да се задржи во новиот закон. Се доближивме во вториот предлог многу блиску до нивните ставови. Сега одеднаш, кога им дадовме решенија кои што се блиски до нив, нивното решение беше да не се спомне С од СЈО, да не се користи уопште тој термин, да има спојување на органи и слично, тогаш видовме дека тие практично преговараат во движење. Од стапија сега се вратија 3 чекори назад, значи излегоа со нови барања со сосема различни. Но според вас не се легитимни тие дилеми кои што тие ги отвораат околу тоа дека само декларативно може би се нуди на опозицијата можност да предлага шеф на тоа ново јавно обвинителство, а де факто со тие заштитни клаузули на крајот главниот збор ќе го има мнозинството и власт. Да бидеме свесни дека тој процес или таа постапка значи одстапување од генералниот концепт кој што прикажува начин на избор на обвинителите. Кај нас обвинителите се избираат од Советот на обвинители, од оние кои што исполнуваат услови, од тие кои што конкурирале. Сега државниот го предлага владата. Тоа од уставот е ставено, значи на страна, тоа е посебна уставна постапка и тој се избира во собранието, не од Советот. Значи одговорноста и обврската, значи сега кога ќе дојде дали е пред граѓаните, дали е пред Европската унија, од власта се бара да се покаже посветеност во борбата против криминалот, да создаде услови за ефикасна борба против криминал и слично. Значи, мора да постои гаранција дека лицето кое што би било предложено од опозицијата по нестандардна постапка од онаа која што е за другите, ќе гарантира одредена непристрасност, квалитет, професионалност, значи стандарди кои што за жал во некои јавно циркулирани предлози кои што ги слушнахме од опозицијата, не ги препознаваме тие стандарди. Мислите на професорот Калајџиев? Не, тој не е искрен предлог нивен, значи тие циркулираат со други имиња. Бидејќи сака да се отвори можности професори од таа област да можат. За професори го прифативме тоа, рековме, не е спорно, само Калајџиев би бил добар предлог според вас? Јас мислам дека за нив тој не е предлог на обвинител, така што циркулираат со други имиња и мислам дека тоа е некоректно што го прават спрема него. Што се вашите сознанија? Претпоставам комуницирате со колегите кои што најдиректно се во контакт со земјите членки на Европската унија. Останува ли за Холандија услов да се донесе закон за јавното обвинителство или и за нив е доволно ова што се обезбедува континуитет на предметите на СЈО? Значи, пораката е дека е пожелно да се донесе закон, дека тоа ќе ја улесни одлуката, дека ќе биде подобра ситуацијата ако се донесе тој закон. Ако не се донесе закон, треба да има сериозна аргументација дека случаите на вистина продолжуваат, дека механизмите на правната држава ќе профункционираат, но сепак би била многу подобра позиција и полесно отварање на преговорите доколку го имаме тој закон. За утре се најавуваше средба, договорена е? За утре немаме договорено средба, така што на преговарачките групи зборувам, да. Морам да кажам дека комуникацијата трае постојано, се одвива на различни нивоа, но средба за утре нема. Кога ќе ја закажеме, јавноста ќе биде известена, можно е да биде наскоро, значи зависи како ќе се согласат термини. Имате став за случајот Рекет? Значи, мојот став за случајот Рекет е ист како мојот став за случајот Титаник, како мојот став за Траекторија и за било кој друг случај. Сите случаи кои што се отворени пред јавното обвинителство треба да бидат соодветно истражени и да завршат во правосудни судски одлуки. Лично сте разочарана од Катица Јанева? Сум. Значи, искрено кажувам сум, како што сум разочарана и од многу работи кои што ги слушнавме во бомбите кои што ги презентираше Заев во време на опозиција. Сето тоа се аномалии кои што постојат кај одредени луѓе, но и покажуваат и системски аномалии и тоа значи дека мораме да се посветиме сериозно и на барање на заштитни механизми
во градењето на одредени решенија. Се покажа дека дури и решението кое што во текот на пржинските преговори го наметна Груевски како решение дека само специјалниот јавен обвинител смее да потпишува и тој да носи одлуки во случаите кои што ќе ги води, е погрешно решение бидејќи концентрира преголема моќ кај едно лице, а преголемата моќ значи можност за отварање на девијантни процеси. Лично се чувствувате непријатно поради вашите лични контакти со Бојан Јовановски? Значи, моите лични контакти со Бојан Јовановски не постојат. Единствено сум била на два настани кои што биле организирани од Еден ТВ. Значи, можам да кажам дека со вас имам многу повеќе контакти, со него биле само службени по повод на отварање на телевизијата и по повод на едногодишнината на телевизијата. Ме поканивте вие пред 2 дена на настан поврзан со вашата емисија и тогаш баш со некои од колегите министри се нашаливме и рековме дали сега треба да прашуваме како се финансира емисијата и дали смееме да одиме или не, бидејќи се прави приказна од тоа кога ќе отидете на новинарите, кои што без оглед во која телевизија работат и кои што си ја вршат достоинствено професијата, ќе отидете да им дадете почит за својата работа. Лунчињата, затоа што оваа емисија на крајот има која финансира. Не, јас не, значи исто е и за други телевизии, ќе ме поканат на емисија, јас треба да прашувам кој ве финансира или било што, значи тоа апсолутно не е прашање на гостинот кој што доаѓа, кој што е поканет дали како гостин на емисија или е поканет на гостин на настан на обележување на одредена телевизија. Така што од тој аспект мислам дека вие повеќе ги мешате лончињата од тоа да извлекувате заклучоци за пријателство или за не знам познанство, заради тоа што Постави сега дека имало нелегални пари, тоа било работа на органите за кои што е одговорна владата. Да, но не Министерството за правда нити истражува нелегални пари, нити било што. Така што јас ниту имам обврска, ниту пак имам право да знам кој како се финансира. Ниту вас ве прашувам како ја финансирате телевизијата генерално, не само вашата емисија, нити Алфа како се финансира, ни други. Но ако ме поканите, јас доаѓам како гостин заради тоа што мислам дека и должам одговори на јавност. Немавте јавни сигнали дека нешто не е во ред таму. Значи, за многу работи се шпекулира во јавност. Значи, јас слушам дека има телевизии кои што се финансираат со странски средства и слични работи. Значи, тоа се работи што ги зборува јавноста, но ниту имам право, нити можност јас да истражувам. Тоа се е прашање на надлежни органи, но исто така знам дека во еден телевизија работеа респектабилни новинарски имиња кои што заслужуваа почит за својата работа, почнувајќи од вашите колеги да не ги набројувам. Мислам дека беше собрано едно добро јадро на новинари кои што во минатиот период оставиле печат на македонското новинарство. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Ве поканувам да останете со нас, следува интервјуто со адвокатката на Катица Јанева. Ирена Данилова Фрчковска, адвокатка на Катица Јанева, е втора гостинка во нашето студио вечерва. Добро вечер, добре дојдовте. Денеска стигна одлуката на судија на претходна постапка со кое е донесено решение со кое предлогот за укинување на мерката притвор со определена гаранција се отфрла како недозволен. Тоа е предлог доставен од одбраната, а и предлогот за определување мерки за предпазливост се одбива како неоснован. Пред 2 дена знаеме дека донесена е одлука за продолжување на мерката притвор за Катица Јанева. Вашите очекувања беа дека судот ќе ги прифати вашите аргументи затоа што сметавте дека се создадени услови за Јанева да го напушти затворот во Шутово Ризари. Така, значи пред 2 дена Кривичниот совет при Основниот кривичен суд во Скопје донесе решение со кој се продолжи мерката притвор на Јанева уште за 30 дена, со тоа што сега отпадна третиот основ за довршување, односно продолжување на кривичното дело, а остана другите 2 основи за можноста за влијание и опасност од бегство. Ние сметавме дека се создадени услови да го поднесеме тој предлог за укинување на мерката притвор и со определување на други поблаги мерки, значи да не се оди со најстрогата мерка за обезбедување, прво бидејќи нема опасност за бегство, а тоа го докажуваме и со предлогот гаранција,
на недвижен имот од незиното најблиско семејство, а неможноста за влијание ја докажуваме бидејќи таа е разрешена од функцијата специјален јавен обвинител и практично не постои повеќе можност како надредена преку незината службена функција да влијае на сведоците кои се распитани до сега. Значи во рамките на истрагата сите сведоци имаат дадено своји изјави. Колку сте сигурни во ваше тврдење со оглед на тоа што и денеска гледаме дека серија луѓе беа во обвинителството за гонење организиран криминал да дадат исказ во рамките на истрагата за реќа? По мои сознанија, овие сведоци се викаат во рамките на истрагата која се однесува за Меѓународниот сојуз на Бојан Јовановски. Добро, вашиот предлог е одбиен, што ќе правите сега следно? Одбиениот предлог, односно решението на судијата на претходна постапка е донесено во текот на денешниот ден, ние се уште го немаме примено, меѓутоа претпоставувам дека ќе го обжалиме, а поднесена е жалба против решението на кривичниот совет со која е продолжена мерката претвор. Го споменавме разрешувањето, Советот на јавни обвинители ја разреши и од позицијата специјален јавен обвинител, но ја разреши и воопшто од функцијата јавен обвинител. Ги добивте ли одлуките на Советот и вие најавивте нивно обжалување, дали ќе се случи тоа? Значи, прво решенијата не сме ги добиле, ниту пак се објавени во службен весник. Баш во текот на денешниот ден проверував дали се објавени во службен весник, не се објавени. Точно, и мислам и дека беше и очекувано дека ќе биде разрешена Јанева од функцијата на специјален јавен обвинител, но за мене е дискутабилна, можам да кажем и спорна одлуката на Советот за јавни обвинители, од кој таа е разрешена од самата функција на јавен обвинител во Гевгелија и како Советот практично ја поистовети одлуката за разрешување од функцијата специјален јавен обвинител со разрешување на Јанева од јавен обвинител во Гевгелија. Што се основите за спорење? Зошто мислите дека е спорна оваа втората одлука за разрешување од јавен обвинител? Значи, пак ќе кажам, ние не сме ги добиле решенијата за да видиме по кој основ е Јанева разрешена. Сето тоа, сега што ќе го кажам, се базира на некакви предпоставки. Прво, за мене е спорно самиот термин на употреба на незаконито действие на страна на Јанева како основ за нејзино разрешување, бидејќи незаконитоста се утврдува само во судска постапка, евентуална незаконитост се утврдува само во судска постапка и се утврдува само со судска присуда. Ниту Советот на јавни обвинители, ниту парламентот не се органи кои што можат да утврдат било каква незаконитост при работењето на Јанева. Значи, тој термин незаконитост не може да биде употребен при нејзино разрешување. Сега ми текнува кога овие аргументи ги наведувате дека можеби не е најсоодветна паралелата, но судскиот совет пред неколку дена му продолжи мандат на судија кој што е веќе можеби обвинет или предметот е се уште во фаза на истрага, не сум сигурен, но веројатно тоа е паралелата која што слободно може да се прави со овој случај околу незаконитоста, бидејќи нема правосилна пресуда. Така е. Дискутабилна за нас е и одлуката, како што кажав, и за разрешување на Јанева од функцијата јавен обвинител во Гевгелија, затоа што на кој начин, како утврди Советот на јавни обвинители дека предпоставено Јанева постапувала несовесно, незаконито како јавен обвинител во Гевгелија. Значи, тие две постапки не може да се поистоветуваат. Сметам дека таа одлука на Советот на јавни обвинители е спорна и претпоставувам дека ќе биде предмет на некаква жалба. Опозицијата ги спори дописите кои што Катица Јанева ги испрати од затворот во Шуто Оризари до јавниот обвинител на Република Северна Македонија и до своите колеги во специјалното јавно обвинителство. Тезата со која се спори е дека требало да има присутен нотар при подпишувањето на тие писма. Пред малку во интервјуто министерката Десковска ја отфрли таа теза, претпоставам и вие сте на слична линија. Така, значи, нужност за присуство на нотар апсолутно не постои, ниту пак такво нешто
законот не бара. Значи, секој притворено лице, согласно член 178 од ЗКП, има право да испраќа дописи до лица кои што се наоѓаат надвор од притворот и на некој начин да врши некаква писмена кореспонденција. Значи, има ситуации кога притворени лица испраќаат молби, жалби, барања некој да ги посети, тоа е сосема легитимно. И во овој случај е постапено на ист начин. Значи, секој допис кој што се испраќа од страна на притворено лице, било кое притворено лице, оди преку службите на затворот, службите на затворот го архивираат, односно го верифицираат лицето кое го испраќа тој допис и се препраќа до судот. Судот, односно органот кој што е надлежен да ја води истрагата, односно гонењето, одлучува дали тој допис ќе се препрати до лицето до кое е адресирано, а ако постои опасност да наштети на истрагата, во тој случај нема да го прифати. Односно, нема да го препрати. Вие во една ваша изјава рековте дека писмата се напишани со знаење на органот што ја води истрагата. Така е. На обвинителството. Така е. И на судијата во претходна постапка. Значи, тие заедно практично постапуваат. Во овој случај, дописот е препратен до судијата во претходна постапка. Свесна сте за лавината реакции во јавноста која што ја предизвика изјавата на премиерот Заев. Ке се обидам да ја цитирам, вели: мојот коментар беше од Ирена Фрчковска, сум информиран дека е логично Јанева да бара да ги достави предметите заради одговорност, но веројатно и жената да си ги бара олеснителните мерки во истрагата заради невлијание на сведоците и така натаму. Значи, реферирањето на премиерот на разговор со вас беше протолкувано како координација на Јанева преку вас со премиерот за потезите кои што ќе ги влече. Така, значи апсолутно прво демантирам дека станува збор за било каква координација, бидејќи прашањето за притворот не е во надлежност на премиерот ниту на владата, што еве сега од денешен аспект се гледа дека практично притворот на Јанева е продолжен и сите тие шпекулации кои што беа изнесени во јавноста минатите денови се покажаа како неточни. Може би е дури и жртва на таа изјава Јанева. Па јас мислам да. Јас мислам дека тоа влијаеше многу негативно и врз органите кои што ја донесуваат таа одлука и практично на некој начин се оневозможи да и се укине притворот по основите по кои што ние како одбрана сметаме дека треба да биде укинат. Зашто разговаравте со премиерот Заев? Значи, тоа беше краток еден разговор во кој значи, предмет на интерес беше оној допис кој Јанева го имаше испратено до до Републичкиот јавен обвинител Јовевски, со кој ја префрла надлежноста на предметите од специјалното во надлежност на јавното обвинителство на Република Македонија и што ќе се случи со предметите, на кој начин ќе се одрази таа практично нејзина одлука за префрлање на надлежноста. Може ли премиер да се интересира за тоа? Предпоставувам дека тоа беше интерес на владата, на кој начин сето тоа ќе се рефлектира во правниот систем, како ќе продолжи специјалното јавно обвинителство понатаму да функционира. Во тој момент тоа беше предмет на Вие не гледате дискусија. ништо спорно во тој контакт со премиерот? Значи, воопшто не стана збор за кривичниот предмет рекет, со кодно име рекет, за истрагата, за действијата, воопшто не стана збор. Имавте увид во доказите за рекет за Јанева? Според вас колку се убедливи, ако воопшто можете да коментирате нешто во оваа фаза од истрагата за предметот? Има ли докази за инволвираност на Јанева во овој случај? Така, значи, прво ми беше дозволен увид во ограничен број на докази, значи не ги видов сите докази, но од она што Не сите докази за Јанева или не сите докази во предметот? Значи, не знам, не можам да одговорам дали ми беа презентирани сите, бидејќи не знам какви докази има, но ми беа презентирани селектирани докази од страна на обвинителката. По она што го видов, од материјалните докази не произлегува било каква инволвираност или индиции за постоење на основано сомнение дека Јанева го сторила делото кое се става на товар.
А како ги толкувате тие разговори кои што ги чувме или делови од разговори во кои што Јанева комуницира директно со осомничено лице во предмет за кој што се ја води истрага? Значи, тие разговори ние ги толкуваме во насока на она што го каже Јанева во незиното соопштение, ми се чини писмено беше преку специјалното јавно обвинителство, дека практично збори за некаква соработка со сега оштетениот, за некаква улога на заштитен сведок во друга постапка. Имаше правни експерти кои што велеа дека тој начин на комуникација меѓу јавен обвинител и евентуално осомничено лице е недозволен, непрофесионален. Така, практично сега ќе треба да видиме и тие докази дали ќе може да бидат искористени во како докази во кривичната постапка. Да, бидејќи не може да се поистоветат снимките кои што специјалното јавно обвинителство ги третираше како докази и овие. Зошто? Па бидејќи легалитет на снимките од нелегалното прислушкување беа озаконети со Законот за специјално обвинителство. А овие докази се третираат како докази кои се прибавени на незаконит начин и како такви треба да бидат издвоени во постапката. Добро, знаете дека има сепак некаква пракса на Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Има пракса дури и на нашите домашни судови, например во предметот шпион, во кој што докази прибавени на незаконит начин сепак се прифатени во постапката да бидат докази. Тоа се одлучува од предмет во предмет. Значи, по моje мислење, тие се докази сега во овој момент се докази кои што се стекнати на незаконит начин. И вие тоа ќе го спорите? Предпоставувам дека ќе бараме нивно извојување. Што вели вашиот правен инстинкт, да речам, бидејќи сте немале увид целосно во доказите, дали Русковска на соодветен начин и во соодветна насока ја води истрагата за рекет? Ова ве прашувам во смисла на коментари дека Русковска го штити сведокот Камчев и дека можеби треба да размислува и за негово вклучување во истрагата во смисла на можен подкуп. Така, значи, јас можам да потврдам дека подкуп за Јанева нема. Значи, од доказите кои што ги видов, подкуп према Јанева нема. А дали има према други осомничени лица, дали тоа дејание на оштетениот и на други лица, не е само на оштетениот, во целата таа постапка може да се третира како давање на подкуп по кривичниот законник, по моje мислење вреди да се анализира и можеби треба да биде анализирано од страна на некои други бранители. А други бранители во постапката на осомничени предпоставам. Така. Може би мислите на Бојан Јовановски. Добро. А што е со мебелот? Обвинителството се обиде да ја поврзе Јанева во тој ланец на давање на парите со мебел пронајден во домот во кој што привремено живееше во Козле, ми се чини. Така, или во Тафталиџа. Да, значи за мебелот и на нас до крај не ни е јасно како сето тоа е доведено во некаква корелација да еве Јанева, да речем, прибавила имотна корист во мебел, во гарнитура и сето тоа како е истретирано во рамките на сето она што е ова во истрага и на нас не ни е јасно, бидејќи по мои сознанија мебелот воопшто не е платен. Значи воопшто не е платен. И од разговорите со Јанева таа истакна дека никогаш не кажала, ниту пак рекла дека мебелот нема да го плати. Значи, практично не може да стане збор ниту за некаков поклон, ниту може да стане збор за давање на мебелот заради искористување на некакво влијание. Значи, тоа со мебелот, со гарнитурата и на нас до крај не ни е... Што велат вашите сознанија? Истрагата има трага до парите, каде се парите кои што ги гледавме на тие снимки? Од она што го видов не можам да одговорам на вистина. Трагите и крајот на парите, предпоставам дека се уште е предмет на истрагата. Разбирам. Кога ве прашав околу изјавата на премиерот и незиното влијание на одлуката за продолжување на мерката притвор, рековте да, веројатно одлуката е последица и на таа изјава на премиерот.
Колку генерално интересот на јавноста, или условно да кажам притисокот од медиумите и од јавноста, кој до едно ниво е логичен, бидејќи станува збор за обвинителство во кое што цела држава полагаше надежи и верба за враќање на правдата во оваа земја, колку интересот на јавноста за овој случај влијае практично и врз насоката во која што се води истрагата, врз досегашните одлуки носени од судот, од обвинителството, колку очекувате дека ќе влијае во понатамошниот дел од постапката? Во поновата историја сметам дека ова е еден од првите случаи кога јавен обвинител е во притвор. А особено што таа е специјален јавен обвинител. Таа дури има своја посебна автономија и има свои посебни овластувања. И од таму сметам дека е легитимен интересот на јавноста за овој случај, но владењето на правото и правдата подразбира судење врз основа на докази. Значи, јавниот интерес не може и не треба да влијае врз одлуките ниту на судот, ниту на обвинителството. Од тие причини очекувам дека судот и обвинителството ќе постапуваат непристрасно, објективно при донесувањето на одлуките. Што мислите за протекувањето на документите во јавноста? Па протекувањето на доказите, практично тие се докази, судски списи, записници од предметот, сметам дека е апсолутно недозволиво и противзаконско, бидејќи истрагите се тајни. И секое протекување на докази од судскиот предмет практично ја компрометира целата истрага. Сметам дека обвинителството треба да сериозно да истражи од каде протекуваат такви докази, особено што мислам дека видов и дека лидерот на опозицијата практично го имаше и цел предмет, значи имаше и наредби за вештачење, имаше и записници. Значи не се работи само за оние два документи кои што излегоа на интернет, туку предпоставувам дека се работи за повеќе списи. Вие ово прашање сте го отвориле во контактите кои што ги имате со обвинителката Русковска? Па и таа се согласува дека е тоа недозволиво и дека работи на откривање од каде протекле но за сега очигледно без успех. Колку често се среќавате со Јанева во притворот и како се чувствува, кој е вашиот впечаток? Има информации дека не е во најдобра, не толку здравствена, колку психичка состојба. Значи, во зависност од потребите и координацијата се среќаваме 2 до 3 пати во неделата. Јанева е во лоша здравствена состојба. Пати од хронични болести, има и значи секој човек на нејзино место, предпоставувам од преголемиот стрес што го доживеа, не би се чувствувал добро на нејзино место, прима соодветна терапија. Знаете дека некои токму таа состојба ја доведуваат во врска со дилемите за тоа колку била во позиција на соодветен начин да расудува кога ги подпишувала дописите кои што ги прати до јавниот обвинителство, кои што практично ја предава надлежноста на предметите од СЈО. Така сметам дека тие наводи се апсолутно неосновени. Добро, Јанева беше еднаш кај Русковска. Тоа беше пред да биде проширена истрагата. Дали во истрага е повторно повикано? Да, повикане во вторник ќе дава исказ. Добро. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви престои тешка задача во следниот период. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Најавено е затворање на истрагата некаде кон средината на октомври. Тогаш ќе видиме. Очекувањата се дека веројатно ќе има обвинителен акт. Прашањето е само против колку лица и кој се ќе биде опфатен со тој акт. Така е. Ние во секој случај како одбрана ќе ги искористиме сите средства кои ни ги дозволува законот со предлагање на наши докази, наши сведоци, сето тоа во насока на докажување на невинноста на страна на Јанева. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Ве поканувам да останете на Алсат, по паузата е саботажата. Експертите за човечки ресурси треба сериозно да си ги преиспитаат собствените вештини за пронаоѓање таленти и откривање квалитетен кадар.
и да ги фрлат дебелите книги и тешко стекнатите дипломи штом во јавноста. Почнаа да се презентираат хедхантерските способности на лица, кои не правеле само трикови, туку биле и мајстори за регрутација и одредување на судбината. Јас сум откриен пред 6 години као мултиуметник од неголемиот маѓоничар Кристијан Неџик, оној што е 2 метра висок, веќе има повеќе христијани. Меѓу оние христијани кои горе-долу ги имаат тие физички предиспозиции и политичкиот христијан. Тој се уште се нема доискажано кога станува збор за умешноста на кадровирање, ама дефинитивно не може да се пофали со карактеристики кои ги красат магионичарите, бидејќи ним, речи се, никогаш не им се случува да прават неуспешни импровизации и да изведуваат трикови кои можат да им бидат откриени. Јас би сакал една таква изјава моја да цитирате, каде што сум рекол дека е Зоран Заев премиер, ние нема да добиеме датум за преговори. Такво нешто не постои. Не само во јуни, не па во јули. Нема никогаш да добиеме датум за преговори, ниту пак Македонија има евроатлантска иднина заедно со политичари како Зоран Заев. За разлика од превидот кој може да биде и ненамерен, јавниот дискурс во последно време го обременува чудесната способност за трошка публицитет, да се сервираат содржини кои не одговараат на вистината, или да се прават проекции за блиската иднина, кои ретко или никогаш не стануваат реални. Беше ставот на премиерот Заев, кој што кажа дека според негови сознанија, таквиот потек на Катица Јанева ќе овозможи за 10 дена, наместо во затворски притвор, да биде во куќен притвор. Демантите на сегашноста не може да ја покријат намерата, бидејќи со незината доминација, таа веќе го има узурпирано јавниот дискурс. Може би затоа и добронамерна идејата за санкционирање, не само на криминалците и на корумпираните, туку и на сите оние кои што создавајќи привид ја злоупотребуваат вистината. Граѓаните ни се жедни да има одговорност. Сепак клучот за правдата не лежи во бравата на лажните вести, туку во системот кој не само декларативно, туку во целост ке се стави во функција на делотворна битка со бандитите кои со години се подсмеваат. Не на неговата несовршеност, туку на неговата неприменливост. Ма на обвинет, на криминалец можам само затвор да му понудам, немам што да му понудам. И на крајот, кога веќе баш со тоа сме при крајот. За овој предмет, за сите, а посебно за овој, ќе треба да има трпење. Универзумот е бесконечен, а правдата, таа треба да е блиска и достижна. Долгото и широко тегнење на незината временска рамка, само со сигурност, ќе ја обесмисли. Толку во 360 степени. Може да не следите и на социјалните мрежи и на интернет страницата 360stepeni.mk. Нова средба ви закажувам повторно в понеделник од 22. Пријатно!